Ново издание на Спортска мрежа подкаст. Денес разговаряме на градския стадион во Радовиш со тренерот на Детонит Плачковица Иван Варадиновски. Најпрво благодарност за прифатената покана да поразговараме за успесите и за предизвиците кои што ќе следат во пролетниот дел. Голема благодарност и до вас за оваа покана и за сите општо интервјуа, изјави до сега што ги имате напишено за нас и за општо за целокупната поддршка. Благодарност на соработката. Второ место есенска полусезона, историски успех и за Детонит Плачковица, но и за радовишкиот фудбал. Кои се да речам впечатоците после месец ден од како заврши есенската полусезона? Каква атмосферата во клубот, во градот, кај навивачите, каква е поддршката од сите тие кои што се инволвирани во спортот и го сакаат фудбалот во Радовиш? Па вака, фокусот веќе е на подготовките кои што течат, веќе втора недела завршуваме. Но нормално дека по една таква полусезона не може да не има позитивни работи. Да завршиме со таков биланс на второ место, сметам дека е голема работа за Радовиш и за клубот. Се надевам дека и во вториот дел ние максимално ќе се обидеме да се подготвиме и да продолжиме во исти ритам и целото ова да биде запишено во историјата на градот Радовиш. Одлична атмосфера, како што кажи ти самиот, се гледа таа победничка атмосфера, радовишани се желни за прва лига и тоа ќе биде историско учество. На домашен терен е една неверојатна позитивна серија на резултати. 8 од 8, без ниту еден изгубен бод, без ниту еден примен погодок. На што се должи тој рецепт на успешност? Па вака, класичен рецепт нема, но целото тоа се вклопува во многу работа, многу трпение, хемија, атмосфера во екипата. Сметам дека и сите засилувања кои што беа донесени беа, да кажам, на еден начин погодени и максимално се вклопија во екипата и во тоа што јас го имав замислено уште од почеток. Така да кога ќе ги споиме сите работи тие заедно со нормално со работа, желба, трпение, мака, пот, труд, целото тоа заеднички дојде до еден ваков успех. Нормално заедно тука со играчите, управата која што се обидува да ни овозможни се што е потребно. Не смееме никако да ја заборавиме радовишката публика која што од надпревар во надпревар беше се во поголем број, нивната поддршка е од многу големо значење. И пак ќе кажам, се надевам дека ќе успееме во исти ритам да продолжиме и во вториот дел и нормално да го задржиме билансот, да го задржиме второто место и да повторам да се радуваме сите на крајот на овој голем успех. Одлично, пак ќе кажам, стварно добри резултати. Веќе подготовките течат за пролетната полусезона. Каква е инфраструктурата во Радовиш? Има ли добри услови овде за тренинг со оглед на фактот дека ете се одлучивте подготовките да ги поминете сите фази тие подготовки овде во Радовиш? Па морам да бидам искрен и да кажам дека условите не се на едно завидно ниво. Најве полека почнува да се работи на инфраструктурата, се почнува со изградба на вештачки терен кој што треба да биде готов некаде за околу 20 на дена. Потоа веднаш истата екипа ќе се префрли за да се санира и да се среди градскиот стадион во Радовиш, што за нас мислам дека ќе биде хендикеп, затоа што најверојатно домашните надпревари ќе мора да ги играме надвор од Радовиш, но тоа не значи дека ние се предаваме, туку ќе се обидеме на најдобар можен начин тие надпревари кои што ќе бидат домашни во наводници, да продолжиме да ги играме во исти ритам. И тука исто би ја повикала и радовишката публика, сите оние кои што ќе бидат во можност, независно со тоа каде ќе ги играме, исто така да продолжат да доаѓаат и да не поддржуваат на секој надпревар. Од кога започнуваат пријателските надпревари преку кои ќе темпирате формата? Веќе утре го играте, претпоставам, првиот надпревар со Беласица, потоа како следат тие пријателски надпревари преку кои ќе ја подигате формата за пролетниот дел? Имаме закажано 5 пријателски надпревари преку кои ќе се обидеме најдобро да се подготвиме и да ја темпираме формата за она што ни следува во вториот дел од првенството. Утре во 13:00 играме овде со Беласица, среда играме во Кавадарци со Тиквеш, недела играме во Штип со Брегалница, последните две се Каменица Саса и Кожув, за кои што уште немаме договорено каде ќе се одиграат. Во делот на засилувањето имаме 2 заменувања и 2 нови играчи. Ќе има ли трето засилување
на која позиција се разгледуваат ли можностите и што може да очекуваме во следниот период кога во прашање трансфер пазарот овде во Радовиш? Имаме две заминувања кои што веднаш беа надополнети со две засилувања кои што сметам дека ќе одговорат на тоа што го имам замислено во вториот дел. Не ја исклучуваме можноста да донесем уште еден играч, но тоа нема да биде по секоја цена, доколку стварно има нешто на пазарот кое што ќе биде задоволително за она што го имаме замислено, ќе донесем уште еден играч, но тоа нема да биде по секоја цена, така да не брзаме околу тој дел и ќе почекаме да видиме што ќе се случи. Ќе се навратам пак на есенската полза. На второ место, борба за историски успех у прва лига. Доколку еве Детинет Плачковица за прв пат се пласира, но еве и Радовишани за прв пат да гледат овде на градски стадион во Радовиш прва лига, клубот финансиски дали бил стабилен, инфраструктурно, кажавме дека ете ќе се подготвува теренот, други услови покрај инфраструктурата, односно покрај главниот терен, како стојат со трибина, со обликувални, би можеле да исполнува услови за втора лига овде Радовиш? Па како што кажав, за прва лига. Па како што кажав, на инфраструктурата веќе се работи, но тоа е период кој што малку ќе потрае за да се санира теренот, пошто кажав, ќе бидам искрен, не е во идеална состојба, а околу финансиите за тоа ако се случи да успееме да влеземе во прва лига, не ќе сега да говорам искрено, ќе мора да седнеме со управата, со главниот спонзор, тие да видат кои се нашите можности, иако за сега до сега амбициите остануваат ние да се обидеме да го задржиме тоа второ место и пак ќе кажам да го имаме оној историски успех кој што за сега е на добар пат, но да не се залажуваме, знаеме дека имаме уште многу да се игра. Вториот дел е секогаш за нијанса потежок од првиот, затоа што секој од екипите бара нешто повеќе, дали за горе, дали за долниот дел на табелата, но нашиот мотив останува ист како од првиот дел. Тоа се гледа и по тренинзите овие две недели кај играчите кои што покажуваат уште поголема желба и залагање за она што ни предстои во вториот дел од сезоната. Значи да резюмираме, Детинет Плачковица до последно ќе се бори за таа прва лига. Во најлош случај, ете да речеме, пошто имате бодовна разлика третото во однос на четвртото место, во најлош случај вие ќе го имате баражот за влез во прва лига. Па да, нашите амбиции остануваат да се бориме до крај и се надевам дека ќе успееме да го оствариме тоа. Со оглед на тоа што направивме до сега, сметам дека веќе имаме направено некој половичен успех, но пак ќе кажам, не смееме да застанеме тука и мора да продолжиме во исти ритам, доколку сакаме да го задржиме тоа второ место или да играме бараж преку кој ќе се обидеме да успееме да влеземе во прва лига. Благодарам Иван на разговорот. Претплатете се на YouTube каналот на Спортска мрежа за да ги следите и понатаму најновите случувања од македонскиот спорт.